Почитувани граѓани, почитувана јавност. Вистинската намера на Бугарија, а воедно и покорувањето на власта на СДС и ДУИ, кон Бугарија се покажа на дело. Намерата на Бугарија да го уредува македонското законодавство се гледа во реакцијата на официјална Софија, со став дека Законот за здруженија и фондации е всушност против бугарските здруженија. Бугарското МНР минатата недела изрази загриженост поради фактот што дури и власта со 67 гласа за го поддржа и ги изгласа измените на Законот за здруженија и фондации и немаше ниту еден глас против. По ваквите реакции на Софија, власта на СДС и ДУИ со покорувачки чин, преку пресконференција одржана од Бујар Османи и тоа од Софија, најави дека ќе препорача на нашата влада по неодамна усвоените измени на законот тој да биде испратен до Венецијанската комисија, со цел таа да утврди дали навистина во него има нешто спорно, како што тврди Софија. Дека оваа власт на СДСМ и ДУИ се покорува, бугарската влада е уште порешителна во одбраната на своите позиции и не се откажуваат од цар Борис III. Власта по секоја цена очекува да и се допадне на Бугарија, притоа нанесувајќи ненадоместлива штета на македонскиот народ и македонската држава. Оваа власт на СДСМ и ДУИ, наместо да ги штити нашите интереси, во континуитет ги распродава. Владата очекува и се надава дека Венецијанската комисија ќе го потврди таквиот став. Но имено, сега ретарираат и велат дека законот ќе биде дел од скрининг процесот, што практично значи дека без прифаќање на истиот од страна на Бугарија, Македонија ќе биде повторно под вето од Бугарија. Тоа значи дека власта дозволува и одобрува во Македонија да се формираат здруженија што ќе штитат национална омраза и нетрпеливост. Овој клуб провоцира и носи име на човек кој што во македонската историја нема добра улога, кој бил соработник на нацистите во Втората светска војна. Ова е скандалозно, ова ниту една држава не го дозволува во светот. Тоа е спротивно на сите меѓународни стандарди. СДСМ уште еднаш докажа дека никогаш не ги застапувала интересите на Македонија и на македонскиот народ. Напротив, Социјалдемократскиот сојуз води поданичка и покорувачка надворешна политика, која поддржува клубови именувани по фашистички соработници. Ви благодарам.